сакаат да покликна од мене како градоначалник и од советниците на општина Василево при составувањето на програмите за текомната 2015 година, така да оваа манифестација, односно овие ѓурѓовденски средби беа метнати и во програмата на општина Василево. Во духот на зачувувањето на традицијата, на верата, на она што значи македонско, на она што значи фолклор и традиција и значењето на македонската вера, еве одлучивме оваа манифестација да одржиме токму во Едерниково и затоа што имаме повеќе граѓани, односно луѓе, наши сограѓани кои се иселени од оваа населено место. Меѓутоа, на овој ден, на овој голем христијански празник, тие доаѓаат да се видат со своите родители, со своите пријатели, со своите блиски. Е убава прилика да се видат со сите оние кои се познаваат и се знаат и во меѓувреме да разменат своји мислења, идеи и да се потсетат на она што било во поминатото за Едерниково и за она како ќе го направиме Едерниково да изгледа во наредниот период. Јас се надевам дека ваквата манифестација која годинава е првпат организирана, ќе биде традиција и идните генерации, односно генерациите по нас, ќе ја негуваат таквата традиција. Годинава видовме спојна уметност, односно поезија и фолклор, односно играорци. Дали ова ќе биде концептот или може да се проширува во иднина? За и околу програмата? Нашата идеја е, ова е прва година на удржување, идејата е се она што ќе сметаме дека треба да се надогради во наредниот период, односно без разлика дали е проза, дали е културно-уметнички друштва, односно она што потекнува од наши деца, од наши сограѓани што го имаме на територијата на општина Василево, да го врадиме во една програма и да го презентираме пред нашите сограѓани овде во Едерниково. Јас се надевам дека и жителите, односно моите сограѓани овде во Едерниково, ќе бидат задоволни на таков вид манифестација и се надевам дека идните генерации ќе зборуваат за ваквиот вид манифестација, дури и кога оваа манифестација ќе биде мината.